Прилеп, градот под Марковите кули, со околу 70.000 жители, е четврт по големина град во земјава. Пред 5 децении Прилеп го доби орденот за народен херој на Југославија, а денес прилепчани херојски се борат со нови предизвици, економската криза и невработеноста. Градот е македонски центар на производство на тутун и повеќе жители опстојуваат токму со одгледување на оваа култура. Многу од големите светски производители на цигари го користат токму прилепскиот тутун како своја суровина. А во Прилеп се произведува 1/3 од вкупното количество тутун во Македонија. Со години Прилеп се бројува како град кој е неславен регионален лидер по невработеност. Младите чувствуваат дека немаат перспектива во нивниот роден град, па си заменуваат дел во Скопје, дел надвор од земјава. Не им е лесно ниту на собствениците на мали и на средни бизниси, кои тешко успеваат да врзат крај со крај, па неретко може да се видат затворени дуќани низ градот. Сепак Прилеп во последниве години можеби е најпознат по фестивалот Пивофест, каде има стотици илјади посетители. Но ако Прилеп може да се пофали со пивото, сигурно не може да се пофали со инфраструктурата. Долго време прилепчани беа жедни покрај вода, поради сериозните проблеми со градскиот водовод. Се копаа бунари за да се обезбедат доволни количини на питка вода, а сликата како жителите со туби и кофи во рацете чекаат пред цистерните се уште се свежи. Со овие, но и со десетици други проблеми и предизвици, ќе треба да се зафати новиот градски татко. Во трката за градоначалничката фотелја се Маријан Ристевски од ВМРО ДПМН и Илија Јовановски од СДСМ. Ристевски бара четврт мандат од прилепчани. Тој за прв пат беше избран за градоначалник на Прилеп во 2005-та, доби втор мандат во 2009-та и трет во 2013-та. За свој адут СДСМ за прв пат го предлага директорот на градската болница Илија Јовановски, кој е актуелен претседател на општинската организација на СДСМ и координатор на советничката група. Добро вечер со топ тема на ваша страна од Прилеп, градот под Марковите кули и овде Домот на културата Марко Цепенков. Вечерва сме за да ги представиме кандидатите за оваа општина, а Прилеп има 20 кандидати за овие локални избори. Маријан Ристевски од ВМРО ДПМН кој бара уште еден мандат и Илија Јовановски од СДСМ кој досега беше и во советот на општината од оваа партија. И вечерва поставуваат прашања и представници на невладините организации од оваа општина, како и мои колеги новинари кои работат во Прилеп. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Почнува дебатата за кандидатите за градоначалник на општина Прилеп и добро вечер за сите вие што сте овде во Домот на културата Марко Цепенков вечерва заедно со нас. Поканети се и двајцата кандидати, меѓутоа кандидатот на СДСМ Илија Јовановски е овде и го поканувам да дојде на оваа вечерашна дебата. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Благодарим на вас. Празно место за кандидатот на ВМРО ДПМН Маријан Ристевски, кој не се одзва на оваа дебата и партијата имаше упатено на времена покана. Се обидовме и него да го добиеме, меѓутоа не се одзва на поканата, така што вечерва само кандидатот на СДСМ ќе одговара на моите прашања и на прашањата од публиката, каде што се наоѓаат представници на невладини организации и мои колеги новинари од оваа општина. Имаме околу 1 час време за дебатата и се надевам дека ќе го искористиме времето за да видиме кои се прашањата што ги мачат луѓето од оваа општина. Господине Јовановски, полесно ќе ви биде затоа што нема против кандидат, од друга страна потешко затоа што ќе мора да одговорите на сите наши прашања вие лично. Нема реплика затоа што нема со кој нели да си реплицирате, меѓутоа еве можност за мене, моите колеги и невладините организации на вистина да постават прашања кои ги интересираат граѓаните од оваа општина. Јас ја погледна вашата програма која е ставена и онлайн, може да се најде. И имате неколку точки за кои што вие се надевате дека ќе бидат реализирани за време на вашиот мандат. Она што мене ми падна во очи е велите локален економски развој и нови работни места. И тука велите и објаснувате дека ќе направите мапирање, затоа што ќе отворите нов сектор во администрацијата, што тоа ќе го направи, мапирање на локалните потенцијални извори на суровини
и дека ќе се работи на директно спојување на работодавецот и невработениот. Мене ме интересира какви тоа суровини и како вие тоа мислите да го мапирате, ќе најдете допрва во ова општина. Ако се знае кои се ресурсите на општината до сега, тоа е мермерот, еве да кажеме, дали се надевате дека нешто ново ќе откриете, па тие суровини ќе бидат искористени за индустријски капацитети и можете ли повеќе да објасните за оваа точка? Пред се, добро вечер на граѓаните на Република Македонија, добро вечер на гледачите на Телма телевизија и благодарност до вашата телевизија што сме вечерва присутни овде на вашата покана, а многу ми е жал што мојот политички противник не е вечерва присутен. Не знам од кои причини не собра храброст и овој пат да дојде, да ги соочиме фактите, да ги соочиме аргументите, за тоа што е направено во Прилеп, што не е направено и што може и што треба да се направи во Прилеп. Јас се надевам дека ќе имаме доволно време да подискутираме вечерва и вашето прво прашање за овој локалниот економски развој, кои ресурси ги имаме, па токму одма спомнавте. Значи, на почеток сакам да кажем за нашата програма, таа има 4 постулати или 4 столба врз кои се подпираме. Првиот е градиме по план. Градиме по план инфраструктура во Прилеп и околината на Прилеп. Затоа и ќе ве прашуваме подосна, затоа ако може конкретно на прашањето. Значи, главен ресурс е мермерот во Прилеп. Мермерот во Прилеп е главен ресурс години назад и има доста направено од мермер во Прилеп. Има доста направено од мермер во Република Македонија и ни светот, затоа што мермерот, белиот мермер е препознатлив кај нас и надвор од државата, но има една работа, остатоците од преработката на мермер не е искористен воопшто. Јас сум во постапка и разговор со една фирма од наша држава, од Македонија, за правење на вештачки мермер. Од оние остатоци од мермерот, што ги има по сите мермерни површини, каде што имаат концесионерите оставено како ѓубриште, како екстра работа од мермерот, ќе се направи вештачки мермер. Тоа е една од фабриките што треба да направи, а може би и 2 такви фабрики, исто финансери ќе бидат од нашата република, од домашно производство, и тоа е една од причините што се надевам дека младите имаат повеќе работа, ќе се отворат нови работни места. Колку работни места предвидувате да бидат отворени со овие фабрики или фабрика? Значи, едната фабрика ќе има можност да вработи околу 300 вработени, и тоа најчесто, уствари, во првата година од моментот кога ќе станам градоначелник, ќе биде отворена сигурно првата фабрика со 300 вработувања, а втората фабрика, пошто сме во преговори сега, мислам дека до почетокот на до средината на мандатот ќе биде направена и втората фабрика, токму на овој начин од остатоците од мермерот што го имаме ширум околината на градот. Ги спомнавте младите, меѓутоа има луѓе во Прилеп со добри квалификации, луѓе кои што завршиле факултети и магистратури, меѓутоа не сакаат да останат во Прилеп. На 2 нивоа е нивното иселување. Прво е од градот, мигрираат во поголем град, да речеме во Скопје, или воопшто не се задржуваат во државата. Како таквите луѓе ќе ги натерате да останат овде? И интелектуалците или пак луѓето кои што мора да заработат за живот и за екзистенција на своите семејства? Не сите па сакаат да се вработат во фабрика за мермер. Значи, тоа е генералната политика што ја водеше ВМРО ДПМН во Република Македонија и градоначалникот Маријан Ристевски во Прилеп. Генералната политика на ВМРО ДПМН беше, кога спомнате и за образованието на младите, нивната карактеристика беше тоа што беа отворени дисперзирани студии, дисперзирани факултети низ Република Македонија, каде што младите требаше да се запишат на факултет, и тоа 2 во 1. Запишани млади на факултет, се намалува бројот на невработените, и тоа виртуелно сето тоа така беше, така се случуваше, као задоволни младите, има високо образование и така натаму. Втората група на млади луѓе, кои што не може или не сака или нема желба да студираат факултет, беа вработувани или во државната администрација или во јавните предпријатија,
и како благодарност на тоа мораше да добијат да најдат по 20 нови членови кои што треба да гласат на следните избори и секогаш требаше да бидат на стендбај за некој контрапротест. И третата група на млади луѓе кои што не можеа да се начудат на ова што му се случува. Интелектот му беше загрозен. Навредени беа од политиката што ја спроведуваше ВМРО-ДПМНЕ на ниво на држава овие 10 години, беа принудени да заминат во странство, да заминат надвор во белиот свет, да бараат работа и подобар живот. Што вие ќе понудите различно од ВМРО-ДПМНЕ? Се ќе направиме со сите можни средства и на сите можни начини да ги задржиме младите и да вратиме некои од младите што заминале, да му даваме можност. Значи ќе направиме сите услови, ќе подобриме климата за климата и амбиентот за младите да можат да бараат работа. А за да бараат работа мора да има услови за тоа. Значи ќе отвориме првин бизнис предпријатија и кај што можат младите да бараат работа. Понатаму политехнички центар за младите, што е многу важно, политехничкиот центар за младите, оние што сакаат да бидат инженери и оние што сакаат да се занимаваат со техника, ќе направиме такви услови за да можат да учествуваат во тие бизнис центри за политехнички науки. Понатаму за младите ќе направиме стартап компании, што е нова техника, нов начин на менаџирање, што сега младите сите го знаат, што се применува во земјите во Европска унија и мислам дека тоа ќе помогне на тој начин да ги вратиме и да му овозможи на овде младите што се да на тој начин да се вклупа во целата оваа работа. Понатаму имаме ресурси тука за инфраструктурно градење. Штом направиме економски развој, локалниот економски развој на повисоко ниво, ќе најдеме начин, значи индиректно за младите да можат да се вработуваат. Јас во мојата програма, сигурно ако ја видовте, мојот прв капитален проект кој што го назначив и сигурен сум дека ќе го направам во мојот 4-годишен мандат, тоа е гасификација на Прилеп. Да, тоа е веќе друга тема. Меѓутоа, како ќе ги натерате бизнисмените од Прилеп да ги вработат луѓето и како ќе се најдат средства за сите овие вработувања? Значи, за да бизнисот се развие и за да вработат луѓе, тие треба добро да работат, да ги пласираат своите производи или своите услуги, за да можат да обезбедат средства за младите. Значи, тоа е сето поврзано. Вие велите да, директен контакт помеѓу работодавецот и младите. Меѓутоа, дали тоа значи стипендирање или слично, како тој директен контакт ќе се оствари? Значи, владата на Република Македонија со доаѓањето пред 3-4 месеци отпочна на овој начин да работи како младите да ги задржи да останат во Република Македонија и прво што направи им понуди за нивно предприемаштво 10.000 евра за отворање нови фирми на младите, така да тоа е еден од почетните стимуланси за младите да направат своја фирма и да останат во Република Македонија, тоест во Прилеп. Ќе имаме комуникација меѓу предприемачите и да спомнам, средните училишта има во Прилеп 4 технички училишта. И мора на тој начин да се вработуваат и оние млади што немаат завршен факултет. После средно училиште имаме занаети во Прилеп кои што изумираат. Тие занаети и со другите работи кои што можат да ги работат младите, а да не треба да одат на факултет, ќе направиме една комуникација меѓу бизнисмените и средните училишта, така да има отприлика околу 20 струки кои што треба да произлезат од овие менаџирање меѓу средното училиште и стопанските објекти, за да можат да младите се вработат, а не треба да заминат од државата или немаат факултет. Пред да им дадам збор на невладините организации и моите колеги, имам уште едно прашање од вашата програма. Велите ќе ги намалите за 20% сметките за вода. Да. Прилеп е град кој своевремено немаше вода.
Од кога почна да има вода, таа вода не е здрава за пиење. Значи не добива квалитетна вода. Вие како сметате и зошто, мислам, ворете што ќе ги намалите сметките за вода и тоа е многу популистички вака за граѓаните, кога ќе се каже дека ќе им се намалат сметки, како ќе ги компензирате средствата, кога сметам дека можеби ќе треба да доинвестирате во водовод или слично за да обезбедите квалитетна вода. Значи не е само да се скрати сметката, туку тие треба да добијат квалитетна вода за да не копаат бунари. Со примерот што ќе го кажем, граѓаните ќе заклучат што е суштината. Во 2005 година, кога дојде градоначелник Маријан Ристевски да биде во Прилеп, еден кубик вода чинеше околу 16 денари, а сега 26. Значи, се зголеми енормно, истата вода е, истите луѓе, истата економија е, дури има и селено луѓе повеќе од Прилеп, така да, зошто е зголемена на тој начин, ќе видиме со мојот стручен тим што ми е на располагање, ќе видиме како тоа ќе се одвива. И одма да спомнам дека во преговори сум со еден од советниците на градоначалникот на Хамбург. После 3 месеци од моето доаѓање како градоначалник на Прилеп, ќе дојде овде и ќе направиме комплетна ревизија на целата водоводна и канализациона мрежа во градот и ќе видиме кои се недостатоците, кај се слабите точки, каде има направено пропуст. Да ви кажем само дека во 2005 година беше склучен договор со КФ банката околу 10,2 милиони евра инвестиција за водоводната мрежа во Прилеп. Се потрошија парите, а Прилеп пак остана без вода. Како вие ќе обезбедите средства сега? Значи, први ќе ги видиме кои се слабите точки и на кои места, уствари знаеме на кои места нема вода. Кога ќе ги направиме оние детектирање, каде се проблемите со водоводната мрежа, ќе видиме колку литри во секунда вода недостасува во Прилеп. Ние знаеме колку изворот Студенчица, колку има капацитет. Ги знаеме постоечките бунари, кои што колкав е нивниот капацитет. Мислам дека ќе најдеме начин и Немате финансиска конструкција однапред направено, имате само ќе мапирате? Не можеме да направиме финансиска конструкција предварно и претходно затоа што не знаеме колку лица ќе ни застосуваат. Значи имаме тим кој што работи на таа проблематика и во првите 3 месеци ова ќе го осознаеме и јас верувам дека до наредното лето, кога се очекува да има намалување на водата, знаете дека во летниот период е проблем со водата, значи до наредната година овој проблем ќе биде сигурно решен. Имам уште многу прашања, меѓутоа еве сакам да се вклучите и вие што сте вечерва со нас. Имаме представници од неколку невладини организации, јас имам еден список Рома СОС, Епилепсија Македонија, можеби се тука Агролидер или Сдруженијето Достоинствен работник, пак ги замолувам еве, доколку имате прашања, тука е кандидатот за градоначелник, повелете, прашајте, што ве интересира, да видиме дали има одговори на вашите прашања. Повелете. Здраво, јас сум Дејан од Епилепсија Македонија. Сакав да го прашам кандидатот како мислите и кои активности би ги презеле за подобрување на социоекономскиот статус на лицата со епилепсија во општина Прилеп. Значи, ако се знае дека во континуитет овие лица се стигматизирани, значи во изминатиот период. Благодарам за прашањето. Повелете со одговорот. Благодарам за прашањето. Јас морам да ви кажам дека јас сум лекар инаку по професија. Јас знам проблематиката на сите социјални случаеви во градот, на сите лицата со посебни потреби, или како што некои ги нарекуваат хендикепирани, што за жал не е така, лицата со посебни потреби. И овие лица што имаат епилепсија, треба да се даде посебно внимание, посебен третман, и тоа и покрај тоа што не е надлежност на градоначалникот, тоа е надлежност на секундарното здравство, што е во Прилеп, што е под надлежност на Министерството за здравство. Ама ќе направам се во интерес на сите граѓани, на сите деца, на сите оние потреби кои што имаат, да завземам став и да направиме институции, тоа мора институционално да се реши, институции за да се згрижат сите тие посебни групи кои што има потреба да се згрижат. Благодарам многу за одговорот. Дали има уште прашања, повелете? Добро вечер и од мене. Јас сум Рубинчо Ризанковски, представник од Сдруженијето Достоинствен работник. Го слушнав кандидатот за градоначалник господин Илија Јовановски, го спомна локални економски развој.
Па лично мене ме интересира нашата организација дали како иден градоначалник ќе го формира економски и социјален совет општина Прилеп и која ќе биде првата негова одлука во однос на тоа и уште едно подпрашање што мисли за социјалното предприемништво во општина Прилеп. Благодарам. Ке се надоврзете токму на претходните прашања. Повелете. Благодарам. Значи како што спомнав и минатиот пат кога бев на една ваша телевизија, значи че имам направено во мојот кабинет парламент граѓански. Значи граѓанскиот парламент ќе почне да функционира од самото моје доаѓање. Во тој граѓански парламент ќе има и совет, економски совет, ќе има спортски совет, здравствен совет и така натаму. На сите тие проблеми што ќе ги решаваме заедно, ќе го формираме заедно буџетот на општината. Ќе одговараме сите за потрошените пари, ќе бидат, нема да одговараме за потрошените пари заедно, ќе одговарам јас, ама ќе ги контролираме потрошените пари, затоа што сето ќе биде транспарентно, домајчински и нема да има потреба од никаква контрола. Ќе има контрола, потреба од вашата страна контрола и мислам дека тој економски совет ќе биде од клучно значење за сите приоритети што треба да ги решаваме, да ги донесуваме. Значи, секој приоритет и кој ќе биде првиот приоритет ќе одлучат, значи советот, тоест парламентот граѓански во собранието, заедно со стручната јавност и стручните лица кои што се на располагање во општината, кои ќе бидат мои советници од сите профили, така да тоа сето заеднички ќе го договараме. Јас ве убедувам дека првата одлука за било кој проект, првично што треба да се донеси, ќе го донесеме сите заедно. И ќе излезам после првичното донесување на таа одлука да соопштам на прилепската јавност. Советниците, односно невладините, нема да ги делите по партиска основа? Апсолутно не. Значи, одма заборавив да кажам, кога спомнавте, значи ќе бидат присутни советниците и од опозицијата и од позицијата. Сите заеднички, само формално сакам да биде донесувањето одлуката на совет. Не сакам ништо да одиме спротивно на она што не е во корист на сите граѓани во Прилеп. Дали сте задоволени од одговорот или имате уште прашања? Може и подоцна да се вклучите ако имате за други теми. Јас сметам дека сега може би е ред на новинарите, па повторно ќе се вратиме на невладините организации, затоа што ќе имаме доволно време за сите поставени прашања. Две прашања од новинарите. Повелете, колешки. Да, Моника Талеска, новинар. Почитувам господин Јовановски, вие во вашата програма, како што можев да прочитам, и промовиравте на пресконференција изградба, реконструкција на салата Македонија. Меѓутоа, од политичкиот табор на вашиот опонент, господинот Маријан Ристевски, постојано стигнуваат информации и апели дека овој ваш проект во старт ќе пропадне бидејќи е под државна капа. Како планирате да го решите, да го реализирате овој комплекс кој што е во делот на капиталните проекти? Ви благодарам, Моника, и секогаш локалните новинари знаат многу повеќе од нас. Повелете. Благодарам за прашањето. Првен тој проект нема да пропадне никако. Јас во мојата програма кажав дека ќе го направам до половина на мојот мандат, значи со завршувањето на втората година од мојот мандат, тој проект ќе биде направен. Тоа е здравствено спортско рекреативен центар кој што ќе биде направен во салата Македонија. Салата Македонија е една руина сега, а беше гордост на градот. Вие знаете, сите прилепчани, Сала Македонија беше гордост на градот и сите изгледнувања позитивни и спортски и други настани што се случуваа во Прилеп пред да настани оној пожар кога сите знаеме за тоа. После тоа 12 години Маријан Ристевски градоначалник на Прилеп со ниту еден потек ништо не направи за да ја стави во функција, барем некаква функција оваа гордост на Прилеп. Без разлика што не е на локално ниво менеджирањето на таа. Ќе направи можност со владата на Република Македонија, со Министерството за транспорт и врски, каде што имаме локален министер. Тоа да направиме, да можеме да ја изградиме, а и ќе го изградиме тој здравствено спортско рекреативен центар со сигурност и ќе има меѓу другото и покриен базен. Тој покриен базен, идејата ми е, пошто јас сум ортопед како лекар, ќе ви спомнам дека околу 1/4 од сите деца што одат на училиште од 6 до 18 години имаат функционално искривен арбет. Дали тоа е од лошо носење на ташни, тешки ташни, дали седење пред компјутер или пред телевизор, не знам што,
најмногу и најдобар начин за лекување и за исправање на овие сколиози, тоа е хидротерапијата. Хидротерапијата е како основа, тоа што го видел во многу европски градови, кај што добро функционира и тоа ќе функционира најмалку 9 месеци во годината. Затоплувањето на водата ќе биде со обновливи извори на енергија. Тоа ќе функционира сигурно, јас таа сала ќе ја направам, децата сите ќе имаат можност да пливаат заради сколиозата што ја имаат, некои рекреативно, тука ќе се ќе се рекреираат и возрастните и пензионерите кои што имаат дегенеративни заболувања и оние спортисти кои што имаат потреба од хидротерапија. Тоа ќе биде полицентар каде што сите овие активности, работи ќе се одвиваат со сигурност. Јас тврдам, уште наш јавно, пред цялата македонска јавност, дека после 2 години од моето доаѓање како градоначелник, овој центар ќе почне да функционира. Прашањето од вашата област, Моника. Благодарам. Ајде, колеги новинари, можете да поставите уште прашања, повелете. Добро вечер и од мене, јас сум Зоран Милошевски, новинар на порталот Публикум и на Слободен печат. Господин Јовановски, ја спомнавте спортската сала во Македонија и веднаш ми се наметнува на прашање кое што денови е актуелно и не само за прилепската јавност, туку малку пошироко. Прилеп го имаше епитетот на спортски град, а гордост на Прилеп беше фудбалскиот клуб Победа. Тоа одамна, за жал, не е така, меѓутоа не само што спортот не е повеќе во прв план, очигледно на општина Прилеп, туку информациите кои доаѓаат за функционирањето на фудбалскиот клуб Победа се, би рекол, поразителни и за нас како прилепчани, и за постарите љубители, а и за пред се локалната самоуправа. Како тоа се станува собственик на фудбалски клуб Победа со непаричен влог од 5000 евра? Ви имате прашања за кандидатот или имате прашања за тој што не е присутен? Што вие како иден градоначелник ќе направите и за фудбалскиот клуб Победа и за општо спортот во градот да се врати повторно на оние гранки, никогашни гранки? Благодарам. Значи, епитетот најспортски град во Македонија ќе покушаме и убеден сум дека ќе го направиме во иднина Прилеп тоа да биде. За жал, последниве 10 години спортот во Прилеп изумира. Нема ниту еден колективен спортски кошаркарски клуб, спортски одбојкарски клуб, што порано не беше така, што не беше порано случај и жалосно е за Прилеп за вакви спортови, екипни спортови, да немаме тимови. Да не зборувам за вложувањата на општината и досегашниот градоначелник Марјан Ристевски, финансирањето исклучиво беше према делегирани спортисти и исклучиво према Победа. Фаворизирани беа некои спортисти кои мислеше дека тој треба да бидат, а не најдобрите, не најталентираните, не најуспешните, туку нешто мислеше лично градоначалникот. Јас ги доделувам тие награди врз основа на што ќе одлучи спортскиот совет. Тие ќе одлучат на кого и колку средства ќе се доделат. Како ќе блесне Победа повторно, фудбалскиот клуб? Само уште една реченица. Значи се пофали бившиот градоначалник дека дал 100.000 евра за Победа минатата година. Со таа сума да се даде влог во некој приватен клуб, тоа е илузорно. Јас знам на една од седниците на локалната самоуправа во општината, каде што доделивме средства за фудбалскиот клуб Победа, мислам последно беше 3 милиони денари и не е спорно. Ние и советниците од опозицијата се согласуваме, ама не да биде злоупотребено. Не може да има 5 собственици лични со по 20% собственост, а општината да нема тука удел, тоа е недозволиво. Мислам дека ќе најдам начин. Што е вашата формула? Мојата формула е да Прилепскиот клуб Победа мора да застане на друга основа. Затоа што фудбалски стадионот Гоце Делчев е на општината. Заедно со сите спортски работници ќе го направиме фудбалскиот клуб Победа, она што беше гордост на времето. Јас верувам дека и сигурен сум и убеден сум дека до крајот на мојот мандат сето тоа ќе го изменаџираме и заедно со спортските работници кои што ја сакаат Победа. Граѓаните на Прилеп ја сакаат Победа, уживаат да одат на фудбалска утакмица кога игра Победа. Ама за жал тоа го претворија во партиски дел, како за многу други работи што беше во држава. Благодарам, колеги. Ке имате можност повторно да прашувате, да проставам јас прашања, па повторно ќе се вратиме и на вас и на
луѓето од невладините организации. Урбанизмот. Како планирате Прилеп да го урбанизирате во смисла на сообраќајници, паркинзи и се она што е потребно да градот изгледа како град и да не биде сконцентрирано се во центарот на градот, туку од сите страни Прилеп да има добар пристап и сите граѓани да бидат задоволни. Прилеп нема добар генерален урбанистички, уште помалку детален урбанистички план. Мислам дека тоа се правеше ад хок и по желба на неколку моćници во градот, така се правеа и улици низ градот и објекти, така да првим што ќе направам, ќе го стопирам тој начин на правење на детален урбанистички план на Прилеп. Има, например, и добро што сами текна, сакам да зборувам, јас видов дека има еден представник од невладина организација од ромска националност. Јас сакам да зборувам за ромите. Имате прашања, сигурна сум подосна конкретно, меѓутоа генерално како сметате да обезбедите средства за урбанизирање, проширување на улици и подобар пристап во сите населби? Да. Меѓутоа зборувам и за урбанистички планови, затоа што имаше дивоградби кои не се легализирани. Цели мала немаат основни урбанистички планови. Мора да направиме начин. Значи, како што кажав, првата точка од нашата програма е градиме по план. Инфраструктура мора да направиме. Значи, во мојата заложба, во мојата програма имам кажано дека ќе ги реконструираме сите главни сообраќајници во Прилеп за овој мој 4 годишен мандат. Нема да дозволиме, вие не знам колку пати идите во Прилеп, ама Прилеп луѓето кои што водат моторни возила одат слалом по улиците. Секојаш има шахти над или под нивото, има дупки и кратери, така да одговорно го тврдам. И нема една улица во градот, дали е тоа главна сообраќајница или споредна, а да ги нема овие епитети што ги набројав. Значи, исто така ќе направам и обиколници на Прилеп. Во мојата програма, обиколницата, која што е на потегот Вештачко езеро од рудникот Сивец до потегот Плетвар градско, таа обиколница мора да биде направена заради тоа што целиот мермер што се изнесува од рудникот Сивец надвор од Прилеп, а тој 100% се изнесува, со камиони тешки 30, 40 и 50 тони, сите сега од низ градот. Први настанува лоша безбедност на сообраќајот и второ загадување на градот. Заради сето тоа ќе имаме две работи кои што се бидат подобри во иднина. Први ќе се реши метежот сообраќај и второ ќе имаме подобра животна средина, почист воздух и така натаму. Да останеме на делот на патиштата, Прилеп има една несреќа да има во власта централна министер од Прилеп за транспорт и врски, а да нема пат до Прилеп. Како вие, како градоначелник, со оглед на тоа што кажавте, ќе ви помогне централната власт во изградбата на салата, која кажува против кандидатот, не е во ваша ингеренција, како вие ќе овозможите подобар пристап кон Прилеп? Значи, некогаш луѓето им е тешко да стасаат во градот, а ја имате Битола во близина, која што, наместо Прилеп да биде место каде што ќе се задржат, ќе дојдат, ќе останат, заминуваат кон Битола. Значи, ако сте ние локална власт, не значи дека сме ограничени и сме надвор од целата сфера на Република Македонија, а владата на Република Македонија е во постојан контакт со сите локални самоуправи. Јас верувам дека моето присуство како градоначелник на општина Прилеп, заедно со нашиот локал, така кажем, министер за транспорт и врски, господин Сугаревски, ќе направиме се во рамките на можностите, затоа што има и меѓународни пари, има и меѓународни институции кои што финансираат, само тоа треба да се направи. Кога сте тука, морам да спомнам дека од локалната самоуправа сега не се искористени повеќе од 40% од странските инвестиции што можат да дојдат. Така да мислам дека во мојот тим имам такви луѓе кои што познаваат таа проблематика и заедно со Министерството за транспорт и врски, со владата на Република Македонија ќе дојдеме до такви инвестиции да го направиме, па впрочем сега и каже министерот дека е на Прилеп градско, тој потек е во изградба и што побрзо ќе биде тој направен. Ги спомнавте ИПА фондовите, да речеме средства од европски и слично.
Како сметате дека треба, како ќе ги реализирате тие средства? Дали имате конкретни програми? Што ќе понудите конкретно за да стигнат тие пари тука, затоа што најчесто тие пари не доаѓаат во Македонија заради слабите проекти или неконкурирање. Не зборувам за општина Прилеп, зборувам генерално. Тие не доаѓаат досега за лошите политики што ги водеше ВМРО ДПМН и за парите што ги добиваа не се трошија наменски, се злоупотребуваја. Значи нема случајно ниту јас, ниту не тој од мојот тим, ниту пат од јавните предпријатија или тие фондови што треба да ги земе, да помисли за злоупотреба, камоли да направи. Така да мислам дека Европа ги дава парите, ама ако се добро смислени, добро наменски и ако има добар проект. Мислам дека имаме тим и што ги направат проекти и ќе ги оствариме овие желби што сакаме да ги имаме понатаму. Бидејќи сте советник во општината, колков е буџетот сега на општината? Колку има во касата? Значи во касата не знам колку има, ама оваа година беше 18,5 милиони евра буџетот. Сега колку има останато ќе видиме, значи после 15 октомври што оставил досегашниот градоначелник во касата. Ако ги имате тие 18, дали ќе го направите сето она што сте го напишале во програмата? Значи, не само тие, значи тие пари не се само овие капитални проекти што ги направив, тие не можат само тој буџет да се направат. Затоа реков во соработка со владата на Република Македонија, со ИПА фондовите, со европски пари, се ќе направам за да дојдеме до овие проекти да бидат направени. Инаку уште да ви кажам само дека за парите од буџетот на општина Прилеп има многу злоупотреби да се направено. Што ќе направите вие? Ќе направите ревизија, ќе барате ревизорски тимови да влезат? Државниот завод за ревизија пред 4-5 месеци направи ревизија во општина Прилеп и дојде до еден фрапантен заклучок, фрапантни бројки од 180 и нешто милиони денари, колку што имало потрошено пари, за околу 90 милиони денари, значи милион и пол евра, не се знае каде се потрошени парите. Нема документација каде се потрошени парите. И за тоа, впрочем, господинот Маријан Ристевски има и кривична пријава за тоа. Јас се надевам дека јавното обвинителство, основното јавно обвинителство Прилеп ќе се позанимава со ова, евентуално ако има злоупотреба да се санкционира. Да се надоврзам на ова, токму ВМРО ДПМН обвини генерално дека се води една валка на кампања против нив со давањето на кривични пријави во време на изборна кампања. Значи, Државниот завод за ревизија... Не сметате дека централната власт влезе со овие пријави токму во само момент, време на кампања? Државниот завод за ревизија беше присутен во Прилеп кога централна власт беше ВМРО ДПМН. Не беше дојдена новата власт на СДСМ. Така да тие сигурно знаеле дека имало нешто тука штом дошле. И друго, имаше уште една казна лично за градоначалникот Маријан Ристевски и за општината како институција за неспроведување на програмата на општината со некои споменици поставување. Што ќе направите со тие споменици? Како ќе ги легализирате? Значи спомениците ќе си останат сигурно, ние споменици нема да рушиме. Ние сме град Херој и тоа нема да се случи. Ама ќе направам со мојот тим од уметници, културни работници и архитекти, ќе направат начин, ќе кажат кој е начинот за да се легализираат тие, за да постојат како што треба и за се друго. Време за прашањето од Рома СОС, повелете. Елизабета Митреска, новинар. Микрофонот бил кај новинарите. Само да кажам дека која е микрофонот кај новинарите, не може да оди на друго место. Повелете. Го загатнавте прашањето со водоснабдувањето, со водоводната мрежа, едно од битните прашања за Прилеп, но јас се префрлам на другата страна, депонијата. Едно битно прашање, Прилеп нема депонија, има џубриште. Голем број градови го имаат тој проблем. И вашиот политички опоненти, вие спомнувате изградба на депонија, но вие се залагате за регионална, како што нагласувате депонија, и велите дека имате проект некој тежок 22 милиона евра. Дали, како, од каде е изворот на парите, дали европски фондови, имате ли обезбедена финансиска конструкција и дали имате анкета со соседните општини, дали се согласуваат, од што ќе зависи и изградба на регионална депонија? Благодарам за прашањето. Може би имате грешна информација, ама денес имав јас пресконференција токму на оваа тема.
22 милиони денари беше регионалната депонија, што беше предвидена од градоначалникот на Прилеп од 2005 година. Значи, тоа беше предвидена регионална депонија, што требаше да биде тука, и имаше овој фонд од 22 милиони евра. За жал, токму на таа депонија и на спинувањето на ВМРО ДПМН околу загадување и од лошата работа и не знам како, го доби мандатот Маријан Ристевски да биде 2005 година градоначалник. Значи, тогаш беше таа депонија. А сега тврдам дека, токму рековте, тоа не е депонија, тоа е ѓубриште на таму. 12 години, од кога кажа дека нема да се гради регионална депонија, ѓубриштето остане исто. Тоа е недозволиво. За 3 мандати да не направиш ништо, не можам да замислам, па да сакам и четврт. Тоа ќе се залагам. Значи, први ќе направиме пресметка дали можеме, имаме во план да направиме локална тука на депонија, која што ќе се грижи за локалниот смет од градов. Завчера имавме гости од Италија, каде што нудат еден таков проект за ваква депонија и ние сме во преговори, така да ќе обезбедиме може би кажав јавно-приватно партнерство. Која таа фирма, оти знаете, малте со италијаните, ние новинарите имавме искуства да истражуваме и да знаеме дали е добра фирмата или не. Од Советот за економија, од Социјалдемократскиот сојуз, беа донесени луѓе, не можам стварно да се сетам на фирмата и не е ни битно, а ќе ја покажам и ќе ви кажам која беше фирмата, така да не е ова ниту виртуелно кажување, вистински проект имаме и се надевам дека ова ќе го реализираме. Колку пари ќе потрошите на тоа и колку време? Потребни се можеби пречистителни станици. Не е едноставно да се направи депонија, тоа е генерално прашање во Македонија. Проблем е колку. Значи, таа депонија го одделува органскиот од неорганскиот отпад. Од него се прави таму и електрична енергија. До таа фаза док стигнеме треба да се направи. Колку време ќе мандатот. Не можам да кажам затоа што не ги знаеме конкретните работи со која сума располагаме во општината, колку сме борш и така натаму. Значи, сите тие работи ќе ги дознаеме, кога ќе направиме еден пресек на парите што ги имаме во општината, на колку ќе не чини во проекција таа суштински таа депонија, ќе побараме и други фондови, ќе побараме од Министерството за екологија и животна средина и така натаму. Што со ѓубриштето во меѓувреме? Бидејќи ако тоа трае 4 години еден мандат, ќе остане така како што кажа колешката, тоа е веќе ѓубриште. Значи, таму има и палење и мирис и Прилеп беше загаден поради тоа. Значи, јас се надевам дека не сакам да кажувам, ако веќе 12 години не се направило ништо, мислам за 1 на 2 години ќе биде преоптимистички ако кажам одма ќе го направам. Мора да оставиме малку време, да најдеме начини, да најдеме некоја feasibility студија како тоа ќе изгледа, колку ќе чини, па да го направиме. Ке имате време за уште едно прашање? За локална депонија се залагате, така да се реши прашањето преку локална депонија. Не преку регионална, туку преку локална. Во овој момент разговаравме за локална депонија. Ако во меѓувреме со другите градоначалници од околните општини, Битола, Ресен, Демирхисар, Крушево, Македонски Брод, ако има можност да се направи регионална, значи не е исклучува и таа можност. Двете опции отворени, затоа што не знаеме детали, не знаеме кои се проблемите во другите општини, дали имаат можност или желба да го направат тоа. Прашање од Рома и се сповелете. Јас сум Нурчевски Алил од улица Дебарца. Имам до господина едно прашање, што мислење има со водосток Вајлето горе и со канализацијата и отврдање на депонија. Која населба е тоа? Дебарца. Тоа е ромската населба, кај што спомнав и преска. Многу ми е жалко ќе одам на тој терен во ромската населба, затоа што јас живеам во близина на нив. Јас сум се дружил со нив, сум учел заедно, ги знам проблемите од деца, за жал останаа се уште тие проблеми и денес. На местото Мексико и 3 багреми горе, луѓето живеат во нестандардни услови, направени куќи од најлон, од хартија, нема вода, нема струја, нема канализација.
Тоа ќе направите вие? Ќе најдем начин. Значи, прво што ќе направиме за таму водоводна мрежа мора да има. Значи, и канализација, нема ни пристапни патишта, нема осветлување. Мислам дека во една прилика со една невладина организација разговаравме и таму има уште еден друг проблем, речното корито од Дабничка река. Тој хорор не можам да го гледам, јас му спомнав. До втората година на мандатот ќе биде регулирано речното корито на Дабничка река во населбата Тризла-2, каде што е овој проблем. И водата и канализацијата колку време ќе бидат потребни да ги, дали е меѓу приоритетите? Дебарца ќе биде меѓу првите работи што ќе ги направи? Меѓу првите работи, после 6 месеци мислам дека на пролет кога ќе може да се работи, ќе бидат направени тие инвестиции околу и водоснабдувањето и канализацијата на тој дел. Ќе ве држа за збор? Да, јас го дадов тој збор и ќе го напишам. Ви благодарам. Ќе имате можност и повторно да поставувате прашања. Пауза за реклами и ќе продолжиме со дебатата одовде во Прилеп во Домот на културата Марко Цепенков. Продолжуваме со дебатата одовде, како што го велат прилепчани, градот Херој. Имаме повторно прашање од невладина организација. Повелете, представете се. Здраво на сите. Јас сум Асановски Ерхан, доаѓам покрај Рома СОС како општ граѓанин на Прилеп. Имам прашање до господинот Илија. Јас живеам и сум роден и растен покрај Дабничката река. Имам лошо искуство со самиот канал. Дали имате некои конкретни мерки за еднаш за секојаш да се реши овој проблем? Благодарам многу за прашањето. Повелете. Да, токму ми беше тоа и целта. Значи, тој ќе се реши еднаш за секогаш и нема повеќе тука да се дават деца мали, како што беше случајот пред неколку години. Тоа морбидна ситуација ми остави во сеќавање и тоа нема да се случува. Значи, мора да се запри сливот на Дабничка река од горе према населбата, мора да се направат странични зидови, рамки и ако има можност, речното корито ќе биде покриено во тој дел. Не сум стручен од тој дел да кажем како е, ама мислам дека ако дозволуват условите, ако архитектите и градежните инженери кажат дека тоа може да се направи така, тој дел од реката ќе биде или со странични зидови и делумно покриен или комплетно покриен целиот канал. Колку време ќе ви биде потребно за тоа? Да кажавте 2 години. 2 години. Да. Така. Затоа што ќе биде од таа река каналот од Касарни до вливот на градската река, на тој потек, знаете, покрај типските куќи, тука е предвидено тој канал да биде покриен. Значи, заедно со овој дел, мислам дека во рок од 2 години тоа ќе го направиме сигурно. Има време за уште прашања. Ако може некој што не поставил прашање, сака да постави прашање од граѓаните. Здраво на сите, Марина Тошевска, локална акцијска група Агролидер. Ние сме како граѓанска организација насочени повеќе кон руралниот развој. Би сакала да ве прашам колку вие сте спремни да го поддржите граѓанскиот сектор за заедно да ги идентификуваме клучните приоритети и заедно да работиме на оваа проблематика. Во руралните делови од општината. Руралните делови, да, на општина. општина. Проблем, можете да кажете што е? Например, многу има? Да, повелете. Значи, драго ми е што го поставивте во прашање. Во последниве 10-12 дена бев во многу рурални населби и едно што ми падна пред мене сликата се уште имам, ниедна рурална населба нема водоводна мрежа, нема водовод, а за канализација да не зборувам. Трагично е во ова време да ниедна рурална средина да нема водовод. Синоќа бевме со една група од селото Шелеверци, одма ќе ви кажам, беа дојдени, вика, ние се миеме вода таму, добиваме вода од едно клаинче. Знаат граѓаните што е тоа клаинче. Недозволиво е во 21. век, во втората деценија, од клаинчиње. Пред 2 века тоа го правиле нашите предци. Мислам дека во сите овие села, во сите овие рурални области, ќе има водовод во првата година, барем половина. Значи, таа не е голема инвестиција. Само треба желба и добра волја. Јас верувам дека во добрите, оствари најлошите устови каде што имаат тие рурални области, првим таму ќе направиме. А вие ќе дојдете на првиот наш парламент и ќе ги презентирате
вашите барања и вашите приоритети. Вие ќе кажете на кое место треба да се интервенира. Благодарам. Дали има новинар што не постави прашање од моите колеги новинари од оваа општина? Доколку има таков, еве може да постави прашање тој што не поставил од колегите. Добро. Ајде, доколку има уште некој од новинарите, повелете. Господин Јовановски, ние новинарите сме тука да прашуваме и да ве подсетуваме и во моментот кога се кандидирате. Значи, Прилепчани и Прилепската чаршија ја имаат таа несреќа до почеток на бомбите да бидат изложени на постојани притисоци од локалната власт. Затоа чувме и во записите, во видеотраките кои се уште може да се најдат на каналот YouTube, сегашниот кандидат од ВМРО ДПМН, долгогодишен градоначалник Маријан Ристевски, заедно со нашиот сограѓанин, екс-министерот за транспорт и врски Милијана Кинески, се сакануваат дека со хилти ќе ги напаѓаат, ќе влегуваат во одредени локали, дека на таков начин ќе вршат притисоци во многу фирми, беа спомнувани Донија, Конфи Ангел, други предпријатија во Прилеп, со што дознавме на каков начин власта локална на ВМРО ДПМН и екс-власта централна се обидуваа толку години да го задржат своето владење, значи велам со закани притисоци. Колку може ние сега да ви веруваме? Наш имаме среќа или несреќа, се надевам среќа како Прилепчани да имаме наш сограѓанин за актуелен министер за транспорт и врски, а вие се кандидирате за еден градоначалник на Прилеп. Колку може да ви веруваме, господин Јовановски, дека нема оваа спрега да ја користите за политички притисоци. Особено сега, кога се кандидирате за оваа функција од позиција и на директор на Прилепската болница. Благодарам многу, Моника. И само уште едно во овој контекст, велите дека ќе поттикнете локален економски развој. Прилепската чаршија пропаѓа, сигурно сте забелешале, во секоја уличка не работат по 5-6 дуќани. Како ќе заживеете вие Прилепската чаршија? Благодарам. Повелете, само покусо мора да одговарате, од имаме уште неколку прашања. Прилепската чаршија мора да заживее. Јас вечерва одма да кажам, имам средба со прилепските дуќанџи и со прилепските занаетчи. Ќе го соопштам сега, а и после ова ќе му го соопштам нив. Ни случајно нема да се плашат ниту од инспекции, ниту од хилти, ниту од затворени дуќани. Можат само, како што најави и владата, да имаат укор или опомена за она што го работат, дека не треба да го работат, а ако треба да се казни после вториот пат, ќе има некоја блага казна и тоа мора да биде сразмерно од прометот што ги има тој дуќан. Се случуваше да има дуќан со 2-30 илјади месечно има промет, а го казнува со 4-5 илјади евра, што е недозволиво. И мислам дека нема да дозволам во рамките на моите можности, тоа не е моја надлежност, ама ќе направам се и покрај тоа, ако треба да се казни некој дуќанџија или некој во приватниот сектор, да не се затвора дуќанот. Зошто му еден месец беше дуќанот затворен? Тоа не ми е јасно. Ке нема партиски поделби и спрега на локална со централна власт? Ни случајно. Ако некој од ВМРО ДПМН го има дуќано, да речем. Ако го има, исто ќе се случува. Нема да бидат делени ни едните, ни другите. Значи, јас ќе го кажам сега и ќе го кажам и вечерва на сите дуќанџи, еднаков третман за сите, еднакви можности за сите. Нема да дозволам ниту фаворизирање, ниту пак некој да биде угнетуван. Повелете прашање. Добро, ајде кратко. Јас нема да ве прашам вечерва ништо повеќе, имам едно индиректно прашање. Што ќе го прашавте вие вашиот политички конкурент доколку беше тука до вас? Би се срамил за уште еден мандат да се борам, а да немам направено претходните 3 ништо. Дали му е срам, ќе прашавте? Да. Па веројатно дали му се срами. А дали од невладините организации имаме уште прашања? Повелете. Добро вечер, јас сум Александар Гавриловски од Иницијативен глас. Кога вршевме анализа на јавните набавки на јавните предпријатија од општина Прилеп, заклучивме дека големи финансиски средства се користени за непродуктивни трошоци, тоа е за репрезентации. Па ме интересира, како еден градоначалник, како ќе функционираат јавните предпријатија во Прилеп и дали ќе наидеме на подобри јавни предпријатија во функција на граѓаните. Како ќе се контролираат веројатно јавните набавки и трошоците? Зашто се приоритетите? За жал, јавните предпријатија функционираат исто како и градоначалникот. И одма да кажам дека
директорот на јавното предпријатие Комуналец Златко Ристевски е прватучет со градоначалникот Маријан Ристевски. И во таа спрега години наназад функционираја заедно, а на уштрб и на штета на граѓаните. Само да кажам, пошто спомнавте за Комуналец, јавното предпријатие Комуналец има за плаќање 25 милиони денари неплатен данок на додадена вредност. Како вие ова ќе го решите кога ќе станете градоначалник? Институционално ќе решам да УЈП да го реши проблемот. Се знае како е редот. Зошто е дозволено така, не ми е јасно. Ќе ставате способни директори или партиски директори? Значи, и како вие ќе гледате и контролирате што прават? И ќе контролирам сигурно, затоа што во овој момент општината субвенционира во сите јавни предпријатија, посебно во Комуналец. И не може некој да добива средства, субвенција од општината, а да троши неразумно пари. И тоа многу злоупотреби си направено. Има и документација, тоа сигурно во иднина ќе се открие, ама ни случајно новиот директор на јавните предпријатија, директор на јавното предпријатие, ни случајно нема да прави злоупотреби. Одново ви кажувам дека нема да добие шанси, ќе биде заменет одма. Има ли уште некој прашање од невладините организации? Добро. Ако има уште некој, ќе добијам сигнал од вас сигурно. Еве, јас уште неколку близ прашања, затоа што од 20 минути. Како ќе најдете пари за гасификација? Гасификацијата е нешто што е во програмите речиси на сите кандидати на СДСМ. Како вие конкретно за Прилеп ќе обезбедите средства за гасификација за да ја спроведете? Значи, за гасификацијата нема да имаме општински пари. Тие се илузорно, ако речеме дека од општинските пари. Мора има европски фондови, каде што се конкурира и мислам дека имаме тим за тоа во тек, ајде да кажеме, постапката за реализација на барање средства, а исто така и владата на Република Македонија ги поттикнува овие работи, затоа сакам да спомнам и на почетокот. Значи, првата главната гасоводна цевка што доаѓа од до Неготино, од Куманово до Неготино, во секој момент, веројатно 2018 година ќе дојде за Прилеп и Битола, се надеваме дека тоа ќе се случи, а во меѓувреме ќе направиме проект за секундарната мрежа на Прилеп, за која ќе дојди главниот гасовод за Прилеп, да имаме отприлика некоја припрема. Така да, значи, во заедништво со владата на Република Македонија и со надворешните фондови ќе го направиме овој проект. Како велите цело време со моите советници, со моите тимови, вашите. Меѓутоа во администрацијата во градот веќе има вработени луѓе. Што ќе направите со вработените? Добивам впечаток дека тие советници ќе ги вработите допрва вие. Дали ќе имате осветољубивост, дали луѓето од администрацијата треба да се плашат дека ќе останат без своите работни места и како градоначалник ќе работите со квалитетните кадри и како тоа ќе го процените? Ни случајно. Сегашната администрација што се во општината има добри стручњаци кои што и соработувам на некој начин, ги познавам и во иднина ќе останат тие тука. Никаде нема ниту да заминат, ниту да добијат отказ и мислам дека еден дел и од нив ќе бидат вклопени во тимот што ќе го има. Меѓутоа, колку луѓе сметате дека треба да вработите за да имате тим? Дали ќе има превработеност во тој случај во општинската администрација? Нема да биде превработеност. Сето ќе биде во рамките на дозволеното, во рамките на систематизација што има локалната самоуправа. Колку жени планирате да има и дали сметате дека жените се недоволно застапени во вашата општина и на директорските места, па и на останатите? Добро, можеби не е секогаш така. Еве, ќе спомна сега, пошто јас доаѓам од здравството. Јас сум директор на болница Прилеп, а на другите два здравствени објекта, Завод за здравствена заштита и здравствениот дом, се жени директори. Така да 2:1 односот во тој дел. Ова само како пример го кажав, дека родовата еднакво ќе биде застапена секогаш. Немам направена проценка вистина сега колку е тоа отприлика, ама нема да биде толку драстична разликата меѓу мажи и жени. Имам доста квалитетни и мажи и жени, така да ни на крај памет паѓа да правам некоја разлика во тоа. Со оглед на тоа што споменавте дека сте директор на Прилепската болница, како една од најзадолжените, барем јас кога правев болници, која што и не можеше да функционира, имаше една сметка само за плати, а оваа остана блокирана. Ја одблокиравте ли сметката? Одблокирана е сметката. Сметката функционира. Болницата
почнува да оди во еден наголем правец. Мислам дека на сметката секоја сега имаме пари и само да спомнам, и болницата има две сметки, едната што располага со буџетски средства од фондовски ствари, од фондот за здравствено осигурување, а другата сметка е сопствена сметка на болницата. Само да ви кажам дека на таа сметка имаме сега околу 6 милиони денари. Како сметка. Ќе привлечете туристи во Прилеп не само на Пивофест, туку заради други културни или историски битни работи во оваа општина? Оти Прилеп е најпознат, може би во регионот заради Пивофест. Ќе го подигне нивото на културно-историскиот развој на градот. Ќе го обновиме Марковите кули како историско наследство, како една природна состојба што имаме како ресурс. Нивото на Пивофестот мислам дека ќе го подобриме и нема да биде Пивофест со Скарафест. Мислам дека ќе најдеме начин и воопшто не сум задоволен од она што се случува сега на Пивофестот. Пивофестот треба да случи за забава на луѓето, за разонада на луѓето, а не преку призмата на Пивофестот да прават луѓето пари. Тоа нема да се случи и јас сум сигурен дека и она сеја што влезе во општината пред 2-3 недели, токму за сметките и трошењето на парите од Пивофестот, тоа нема да го дозволам, ниту го оправдувам, ниту тоа ќе се случи. Господине Јовановски, ви благодарам што бевте дел од оваа дебата за како кандидат за градоначалник на СДСМ за општина Прилеп. Немавте со кого да реплицирате, меѓутоа имаше доволно прашања од публиката. За вас сега завршуваме, помина 60 минути предвидени за оваа дебата. Ви благодарам уште еднаш и денот на изборите ќе покаже дали сте биле добар. Уште еднаш ви благодарам за поканата да бидам ваш вечерасен гостин и да ви кажам дека на целата македонска јавност во Прилеп живот ќе има. После 15 октомври во Прилеп ќе има живот за сите, за нашите деца, за нашите поколенија и за сите во градот. Ви благодарам и на вас што присуствувавте вечерва и што бевте дел од оваа дебата на телевизија Телма и вам, почитувани гледачи, што не следевте. Следната дебата секако ќе биде прикажана на телевизија Телма и таа ќе биде во Битола со Боби Христов. Ви благодарам за вниманието.